Но токму поради тоа и поради претходните закани што ги имаше колегата, бараме расветлување на случајот за да знаеме дали е закана од таков карактер или станува збор за случај кој што навистина може сите да не загрижи. Вториот е следењето и снимањето на новинарка, видео материјал што со медиумите ги сподели висок јавен обвинител, што според нас представува флагрантно нарушување на нејзината приватност и безбедност. Но секако и вербална закана, особено кога е насочена кон новинари, треба да представува сериозен, треба да има сериозен опфат во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи и во рамки на работењето на сите истражни органи во Македонија, ако сакаме да имаме нормално општество. Ваш колега, кој што треба да работи на расветлување на случаите од насилниците кои што не се закануваат. Мирослава Симоновска, која верувам присутна е тука денеска, ќе се обрата директно. Мирослава, основното јавно обвинителство Скопје интензивно постапува во твојата кривична пријава. Те уверувам дека обвинителството презема се за да го расчисти случајот. Знам дека целиот твој случај добива на тежина поради инволвираноста на јавен обвинител. Но те уверувам дека јавното обвинителство има механизми со кои ќе обезбеди независно и објективно постапување на место. Како ќе зборуваме ние за истражувачко новинарство или воопшто за новинарство, ако ние одиме, живееме, работиме од страх дека секој ден можеме да го загубиме работното место.